Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите, конечно после 2 години доаѓаме во момент во кој што бар очигледно 4 најголеми политички партии, а и представниците, односно пратениците кои што се независни во Македонското собрание, некако консензуално се согласија да се одржат предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Тоа е очекувана одлука, заради тоа што македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија, албанците, турците, власите, србите, бошњаците, ромите, не заслужуваат онаква дестабилизација на државата каква што и беше приредена. Граѓаните на Република Македонија не заслужуваат, не поддржуваат и не прифаќаат рушење на институциите на државата онака како што постоеше обид да се направи тоа. Граѓаните на Република Македонија, без разлика на својата етничка или религиозна припадност, не прифаќаат нити обиди за рушење на монетарниот и банкарскиот систем, онака како што неколку така наречени експерти, а всушност бивши министри во владите на СДСМ се бидоа да го направат со внесување на страв дека банките во Република Македонија што туку не пропаднале. Граѓаните на Република Македонија исто така не заслужуваат да гледаат физички напади врз припадниците на Министерството за внатрешни работи, онака како што видовме од представници на една политичка партија. Граѓаните на Република Македонија нити заслужуваат, нити поддржуваат вербален атак врз армијата на Република Македонија во клучните моменти кога армијата на Република Македонија ја бранеше нашата јужна граница од најголемата мигрантска криза. За жал, ги гледавме тие вербални атаци. Додека нашите припадници на армијата ја бранеа јужната граница, невладините организации на СДСМ маршираа против армијата во Скопје. Граѓаните на Република Македонија и македонскиот народ не заслужуваат да гледаат дека втората по големина партија во Република Македонија ќе соработува и ќе црпи поддршка од разни ликови од типот на расчинетиот владика Вранишковски. Граѓаните на Република Македонија никогаш нема да поддржат политика која што значи виткање на кичмата и калкулирање со националниот идентитет на македонскиот народ и со името на Република Македонија. Онака како што лидерот на Социјалдемократскиот сојуз во неколку пати во минатите неколку години наназад кажа дека има намера да направи. Граѓаните на Република Македонија нема да поддржат и не поддржуваат пазарење со внатрешните меѓуетнички односи и пазарење со уставното устројство на оваа држава. Онака како што видни представници на Социјалдемократскиот сојуз, кои директно, кои индиректно најавуваат дека планираат да направат во следниот период. Граѓаните на Република Македонија не сакаат повеќе со оваа држава да маневрираат, да ја манипулираат и да ја уценуваат разноразни припадници на безбедносните служби од минатиот систем, кои што до ден денеска неказнети, за жал, ја малтретираат целата држава, кои што за жал учествуваа и во следењето на многу политички представници во почетокот на 90-тите години, кои што учествуваа во креирање на аферата Големото уво, кои што учествуваа во креирање
на воениот конфликт во Република Македонија, кои што очигледно учествувале во креирањето и прислушкувањето во минатите неколку години и кои што денеска рамо до рамо и тука во парламентот и надвор од парламентот со истите удбашки методи се обидуваат да ја уценуваат целата држава. Граѓаните на Република Македонија не сакаат да прифатат никакви квази институции кои што работат по туѓи агенди и кои што имаат сомнителна цел во своето работење. Граѓаните на Република Македонија конечно не сакаат да прифатат политика која што значи нарушување на меѓународната позиција на Република Македонија. Граѓаните на Македонија не сакаат да прифатат дека говори на дел од македонските пратеници треба да наликуваат на говорите на портпаролот на Министерството за надворешни работи на нашиот јужен сосед. Почитувани пратеници, следните 50 на дена, како никогаш досега, ќе бидат клучни за тоа дали Република Македонија ќе чекори по патека која што ќе значи стабилност или ќе дозволиме на разни удбашки структури повторно да ја вовлечат оваа држава во сомнителен колосек. Нашиот народ е трпелив, но и мудар. Нашиот народ гледа што се случува во Република Македонија, но нашиот народ гледа што се случува и во регионот, гледа што се случува и поширок. Нашиот народ нема да дозволи сценариото кое што требаше да значи меѓуетнички конфликт помеѓу македонците и албанците, кое што требаше да значи внатреетнички конфликт помеѓу македонците, кое што требаше да значи рушење на институциите, кое што требаше да значи рушење на државата Република Македонија, да го прифатат и да го аминуваат. Почитувани колеги пратеници, со задоволство ќе гласаме денеска за распуштање на собранието и тоа го правиме неколку пати за жал. Се надеваме дека колегите од Социјалдемократскиот сојуз после 2 дена, 4 дена, 5 дена, 10 дена или на 5 дена пред изборите нема да трчаат по странските амбасади да параат помош, некој да ги спасува од сигурен изборен пораз. Заради тоа што овој пат македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија ќе се борат оваа држава да продолжи да привлекува странски инвестиции, да продолжи да отвара нови фабрики, онака како што минатите денови се отворија во Охрид, во Велес, онака како што работат веќе во Штип, во Кочани, во Струмица, во Бунарџик, во Битола, во Кавадарци. Граѓаните на Република Македонија ќе застанат за тонаа политика која што значи отворање на десетици и десетици илјади нови работни места. Граѓаните на Република Македонија ќе гласаат за онаа политика која што значи буквална реизградба на целата патна инфраструктура во Република Македонија. На патиштата кон Западна Македонија, на патиштата во Западна Македонија, на патиштата кон Источна Македонија, на патиштата во Источна Македонија, на патиштата долж по Вардарието и во Централна Македонија. Почитувани колеги пратеници, граѓаните на Република Македонија на 11 декември ќе испорачаат 2 пораки. Првата порака до следниот состав на парламентот е да продолжите да ја градите Република Македонија. Втората порака, почитувани пратеници, е да си ја зачувате Република Македонија онаква за каква што се бореле генерации македонци. Благодарам.